Во детските домови. Океј. Добро. И? А од каде дојдовте во Југославија? Од Грција. Од кое село? Герман. Како се викате? Герман Гогаровски. Која година сте се родени? 1943, ама неправилно е тоа. Аха. Оти родителите за да не земат во војска, не ги обнижија. Да. Јас во Југославија се пишав во 1941. Ама правилно ќе биде во 39-та. Сега се пишувам во 43-та. Седни си тука, каде те? Седи. Не, седи. Не е проблем. Аха, се значи вистински е 39-та година. Вистински изгледа отисам 39-та година. А тука е малку не можев да се запишам во техникум. Во Сечен. Да. И требаше да го обнижам годината да ја обнижам. Добро. Јасно. Аха, а документи немавте? Од Југославија кога дојдовте тука? Од Југославија имам некои документи, сега Аха, добро. Добро. Тука нешто имам. Добро. Чекај ќе видиме тука дали ќе најдеме нешто. О, индекс имате. Тука имам тие. Тука е овој од Југославија. Младинска. О, да, член на комунистичката младија. Но, и 100 година е тука е пишана. Сега ќе видим. 30, 41? 41. 41, да. 41. Ама ни обнижија. Родителите ни обнижија годината и тука имам уште ученичка книжка и тука имам ученичка книжка од Валандово. Таму бе во детскиот дом во Валандово. Аха. Гогаровски Герман. И тука пишува дека сте 41. 41 се пишува во Да. во Југославија и после тука ја менав. Татата на 43-та година, за да можам да одам во школа. А да се запишете? Јас се запишав во школа, кога дојдов од Југославија, тука, бев малку за стар, многу години имам. Колку имавте? 41 бев пишан во Југославија. И тука кога дојдов, значи 57 година. 16 години имав, не? И во училиштето не сака да ме запишат за... Оти бев за стар малку. И така што Се снајдовте? се знајдов некако. А што завршивте? Прво завршив Хандлова техникум, не засаднича школа, Хандлова трговска школа, а после кога работев, завршив техник економиста. Тука беа такви засади, ако немаш средно училиште, не можеш да работаш во администрацијата. И требаше да завршам техник економиста, за да можам да работам во администрација. Пред да завршам училиште техникум економичне, работав во дуќан. Кај Баро Екстра, там во 1001 дробјазги. Така што завршив тоа школа, поминав во администрацијата и почнав да работам од почетокот во СПОВЕ, трговска споужелја, задруга. Трговска задруга се вика СПОВЕ.
И работев 36 години. До пензија? До прво имав ред да ме оперира на бубразите. И после имав таква неколку години бев на како се вели Боледување. рента по македонски. Пензија. Пензија. Во пензија. Пензија и после автоматично, значи ЗУС ме пренесува на На пензија. емеритура, на На пензија. пензија, На да. пензија. Бевте на боледување, па после тоа. Бев на боледување, после поминав на пензија. пензија. Супер. И колку години сте во пензија сега? Се во пензија сум од 90 и некоја година таму. Аха, добро. 90, но по колку, неколку 30 години ќе да сум во пензија. О, супер. Да. Добро, а зашо дојдовте од Југославија во Полска? Тука беа родителите. Родителите живеа во Полице и во 57 година, тогај пред 57 некоја година Југославија беше скарана со Русија и немаше таква Односи. значи да пренесување на децата кои живеа во Југославија и дојдоа во Полска, а тие што живеа во Полска имаа родители во Југославија, ги зема Југославија пак таму. А вие значи од Герман кога дојдовте во Македонија останавте? Останавте во Македонија? Не, Југославија, родителите, значи во 48 година, Добро. родителите и двајца браќа и сестра дојдоа во Полска. Да. А мене, како најмлад, ме оставија. Значи, Југославија ги зема сите деца, значи, направија детски домови во Југославија, и тамо бев 9 години во Југославија, бев 3 години во Словенија, 1 година во Хрватска и 5 години бев во Македонија, во градот Валандово, на границата со Грција. И тој дом го ликвидира во Валандово и сите деца има да не пренесат или во Скопје, во 11 октомври, во детскиот дом, а други деца ги пренесува во Битола. И јас бев пренесен во 11 октомври во Скопје. Ама пред да не пренесат во Скопје, бевме во Охрид на летување. И кога бев на летување во Охрид, ми дојдоа книгите од Полска и од Охрид избегав за во Белград, а тамо еден директор, учител од Полице, не зема нас и не донесе во Полска, во Полице. И тамо се Така живеа сретна. родителите. И тамо живеев заедно со родителите до 1980 година. Во 80 година земав значи дом. И се пренесов од Полице во Щечин и тука живеам сега. Во Щечин. А во Македонија завршивте школа? Завршив подставова, основно училиште го завршив во Македонија и после тука почнав, значи, 2 години го учев јазик. не знам јазикот, полскиот јазик не го знаев. И после завршив Хандлова, а по трговската школа, а по неа завршив економична школа, училиште. Добро. И, значи, долги години бевте без родителите вие? 9 години. 9 години без. Но, И кога се сретнавте?
во 57 година. Во Ве се познавте? септември. Се познавте? Да, се познавме. Имав слики од родителите. И се познавме некако. Добро. И јас имам едни документи тука, значи, сакав да добијам македонско државјанство и напишав во амбасадата во Полска, во Варшава. Ми рекла, значи, што да направам, ги исполнав, значи, сите документи и однесов во Варшава. И ми рекол, оти треба да чекам. Чекав 5 години и на крајот ми напиша, оти не може да ми дадат државјанство македонско. А образложението кое беше? Значи, некој документ не беше таму добар, готов, значи, правилен. Ама, ако не беше правилно, требаше да ми јава, значи, да ми известат оти нешто не е добро направено и значи да ги усупевням. Ништо. 5 години чекав, ми пратија писмо, оти не може да ми дадат државјанство. И вие Повеќе не се се јавите. старав за државјанство. А зашто сакавте да земете македонско државјанство? Но така традиција како македонец да земам државјанство, ќе имав и полско и македонско државјанство. Не сака да ми дадат, тоа и завршив. Повеќе не се старав за државјанство. Дали ви како се почувствувавте тогаш кога го прочитавте писмото? Но не се чуев добро. Значи, 5 години да чекаш за документ да ти дадат и после ти велат ти не може да ти дадат. Ако имате време, јас можам да најдам тие книгите што... Имаме ние време. Но то заврши го тоа и јас ги барам. Да, добро. И документите тука. Сега ќе треба... Иде, имаш време? Да. Што? Кажи. Овие се документите? Не, на сега барам, ги отивам до барам. документи. Петро имал среќа дека добил. Петро имал, а и така, там не знам дали Лилијана му помогна, тоа исто не беше толку лесно. Знаеш, така, тој ти каже дека има македонско и ние ти каже, да. И јас исто кажав, ја ти кажав дека сакав, тука нема, но тука после нема. решив не. Кога се сменија, кога се не знам. Си ги чувате документите вие? Што? Си ги чувате документите? Да. Герман. Дори ги имам. И тоа писмото го имам некаде тука. Само треба да го најдам. Тука нема. Ќе најда се. Државјанство. Чекај, полека, може имаш во друга папка. Може некаде дружде. Чекај, јас ќе ти помогнам со тие документи. Нема го тука го нема. Не знам кај го има тоа. Тука беше нешто. Тоа ќе не. Во врска со вашето барање за прием во државјанство на Република Македонија, поднесено до амбасадата во 2005 година, ве информираме дека Министерството за внатрешни работи на Република Македонија донесе заклучок, копија во прилог, според кој вашето барање за прием во државјанство се смета како да не е поднесено, како што е наведено во образложението, ваквиот
заклучок е донесен бидејќи било утврдено дека барањето на било уредно, ниту пак во определение на рок биле остранети недостатоците на кои било укажување. Против овој заклучок може да се изјави жалба во рок од 15 дена од приемото на заклучокот. Молиме да се јавите во амбасадата на Република Македонија во Варшава заради врачувањето на заклучокот. Јас не отидов во Варшава. Адреса на амбасадата е Клове Маришенки, 40 и таму Варшава. Работното време во амбасадата со странки е секој работен ден од 10 до 12 часа. Тоа е тоа писмо кој ми не ми дадоа значи државјанство во Македонија за македонците. Не отидовте да го земете? Не ми потребнаше што требаше да кошти да направам и да одам во Варшава и што ми треба за прилог. Тоа ви стига да оти тоа го имам писмо, не ми признават и готово. Така е тоа, се ти работи. Јасно. Со тоа разбираш, ако може. Одма не. Толи Радовски, капетан. Тоа беше акурат така друга на татко ми, заедно работеле. Мислам прв капитан. Да? Македонец, да. И уште, како се викал тој друг? Дуковски, мислам. Дуковски. Исто тој. Се врати во Тетово. Капитан, але во маринарката на каде или каде? Оти Не во војска. На сестра ми, мажот на сестра ми, Грк беше, работеше во Батори. Се заборавив која година, ама се врати, дојде на одмор во Гдинја и времето му дојде да оди во Америка со Батори. И да, значи вдрозе до Америки, змар на сладко. И раче, заброжени бил че смешен час. Значи, кога одеше во едната во страна во Америка, таму умре во патот за во Америка, и после се врати во Гдинја и допиро тога и отидовме, значи да погреб да направим. Да. Си ги чувате сите документи? Да? Сите документи си ги чувате? Ги држам секаде. Да, требаат. Тука имам и свидетелства од Македонија. Некаде се тука, не знам каде да. Каде се тие свидетелства, не знам. Тука, рачи, нема.
Тешко така да бараш, да и најдиш секој. Ама имам свидетелства од Македонија, која оде ставам во училиште. Не знам кај се сега тие. Добро. Не ти најдат на се. Не може да најдат. Добро, Герман. Не мора. Нема што да бараме. Да, не ги барај. Добро. Важно тука се, некаде. Се некаде. Свидетелство. Не се мачете. Нема што. Нешто чај да ви пренаправам. Не, после се враќаме, видите Да. што сакаш. Не. Добро, супер. Добро, одлично. Цела документација е тука. Тука е секаде. Држав документи, да. Тоа е животот таму. Документиран. Документира. Така што животот поминува јуш. Не знам каде имате. Без свидетелство. Психологија. Да, то сите така објаснува затоа што бевме деца, затоа не, едноставно било подобро и готово. Не затоа дека бевме. Имало деца кои немале, не поминале добро. И Така. тоа чист догматизам дека дете за деца, за млади секогаш било супер. Не секогаш.
Да, да.